Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. А на почетокот еве што ги полни насловните страници од оваа страна на Атлантикот. И последната борбена бригада на американската армија го напушти Ирак. Владата на председателот Барак Обама го постави 31 август како краен рок за завршување на борбените операции во земјата. По повлекувањето во Ирак ќе останат околу 50.000 американски војници кои ќе служат како транзициона сила. Нивна задача ќе биде обука на ирачките војници и вршење на антитерористички операции. Американските сили во Ирак беа стационирани над 7 години во рамки на операцијата Ирачка слобода, што ја започна поранешниот председател Џорџ В. Буш. Во продолжение на Newsflash беше амбасадор во Македонија во времето на косовската криза. Има долгогодишно искуство од Балканот и исполнуваше битни задачи во други делови на светот. По 16 месеци минати како амбасадор во Ирак, сега Кристофер Хил заминува од функцијата и истовремено и се пензионира од Стејт департментот со голем оптимизам за иднината на оваа земја. Извештај на Јана Бојаджиевски. Хил ги пренесе впечатоците како е да се живее во строго обезбедената зелена зона во Багдад. Призна дека во земјата има загриженост поради рокот за повлекување на американските борбени сили на 31 август, но е уверен дека Ирак е на вистинскиот пат, кога ќе се направи споредба со состојбата од пред 7 години. Целта на натамошната американска заложба во Ирак е трансформирање на војната мисија во цивилна, со која ќе раководат американските дипломати, брифираше Хил. Ова се случува во време на деликатен момент за Ирак, кога се уште не е формирана новата влада, а има пораст на насилството. Мислам дека е важно за младите во Ирак да сватат дека тоа е нивна земја и имаат огромна можност да изградат нова држава. Безбедносната состојба е нестабилна и се наоѓа на незадоволително ниво, но Хил изрази увереност дека ирачките сили ќе бидат ефикасни откако ќе ја преземат одговорност од американските војници. Некогашниот амбасадор во Македонија во септември ќе напушти владината служба по над 30 години минати во неа. Хил ќе биде новиот декан на катедрата за меѓународни студии на Универзитетот во Денвер. Соединетите американски држави не планираат да се мешаат во внатрешните прашања на Ирак, но и натаму ќе го помагаат процесот на одржлив развој и демократски процеси во земјата, изјави Кристофер Хил. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Председателот Обама тврди дека американската економија се подобрува бавно, но сигурно и во моментов е во пораст, но кажа и дека напредокот не се одвива со доволно брзо темпо. Обама говореше во Колумбус, сојузната држава Охајо, во рамки на кампањата за поддршка на демократските кандидати за конгресните избори во ноември. Нивото на невработеност во САД во моментов е 9,5%. Опозиционите републиканци велат дека политиката на председателот вклучува преголеми владини трошоци, што попрво ќе и наштетат отколку да и помогнат на економијата. Според анкета на истражувачкиот центар Пју, 18% од американците имаат погрешно уверување дека председателот Барак Обама е муслиман. Ова представува пораст од порано, иако председателот практикува христијанство и има обелоденето својата вероисповед во јавноста. Испитаниците кои веруваат дека Барак Обама е муслиман, во огромен дел не го поддржуваат начинот на кој извршува функцијата. Секоја година 66.000 сезонски работници по легален пат влегуваат во САД со виза, што им овозможува да најдат макотрпна, ниско платена работа за која според работодавците американците не се заинтересирани. На ваков начин 1000 жени од Мексико работат во индустријата за морска храна на островите во сојузната држава Мериленд. Ракел Трехо Рубио има работа што ретко кој американец ја посакува. Го вади месото од морските ракови. Работодавецот, компанијата GW Hell & Son, е главен снабдувач на Мериленд со морска храна. Ракел работи 8 часа на ден, 5 до 6 дена во неделата за минимална надница од $7,25 на час. Некогаш и повеќе ако побрзо го вади месото, но кога брза може да се исече. El trabajo no. Работата не е тешка, се работи за пракса. Тешкото е што морав да се оддалам од семејството.
Собственикот Брайан Хаул вели дека прави се што може за мексиканските работници. Обезбедуваме превоз, имаат каде да живеат, сателитска телевизија, клима уред, се што е потребно за пристоен живот. Бизнисот не зависи од овие жени. Ракел е задоволна, бидејќи во Мексико на секои 2 недели заработува $110, а овде ги зема тие пари за 3 дена. Па сепак најнов извештај на Американскиот универзитет и Центарот за мигрантски права, што се базира на интервјуа со 40 поранешни чистачи на месо од морски ракови, тврди дека сезонските работници се изолирани и експлоатирани. Елиза Мартинес сведочи за тоа. Не ја познававме земјата, замислувавме дека се е убаво. Кога пристигнавме, се уверивме во вистината дека се работи за друга реалност. Раскажува дека живеела во мизерни услови, немала доволно работа и ја уценувале дека ќе ја пријават на имиграционите власти ако побара да работи кај друг. Главниот автор на извештајот, Джееш Ратот, асистент по право на Американскиот универзитет, нагласува дека неговата цел било да се реформира начинот на регрутирање на работниците во Мексико и да се подобрат работните услови во САД. Ракел се согласува. Вели, се додека може да го издржува семејството и да обезбеди подобра иднина за својата ќерка, ќе продолжи да чисти месо од морски ракчиња во САД. Од светот на забавата, Стивен Тайлер, фронтменот на Аеросмит, најверојатно ќе биде новиот судија во популарното музичко реално шоу American Idol. Наводно постигнал договор со ТВ мрежата Fox. А во меѓувреме, ќерката на Тайлер и други познати имиња од Холивуд, како Дженифер Анистон и Шер, се жртви на кражба. Собственик на салон за убавина во Беверли Хилс ги украл броевите на нивните кредитни картички и потрошил стотици илјади долари. А во утрешната емисија, според најнови истражувања, се повеќе тинејџери со оштетен слух, особено оние во САД. Што е главната причина за појавата, гледајте утре во Newsflash. Утре во Newsflash. Може би и навистина не ве слушаат. Зошто тинејџерите имаат проблеми со слухот? Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. За најново од САД и светот, вообичаено ве покануваме да појдете на нашата веб страница гласнааmerika.com, а од студиото во Вашингтон, пријатна вечер.